Почитувани, инфраструктурниот пустош, што зад себе го остави неспособното и коруптивно работење на ВМРО ДПМН, од ден на ден добива се подраматични размери. По очигледните огромни пропусти на автопатот Кичево-Охрид, каде што за само еден тунел, поради пропусти во проектот, цената ќе се покачи од 29 на 89 милиони евра, се јавуваат слични проблеми и во изведбата на експресниот пат Градско-Прилеп. Постојат сериозни пропусти во делот на трасата и проектната документација, непостоење или пак минимални геотехнички истражувања, како и појава на 3 досега неевидентирани археолошки локалитети, поради кои е издадено решение за привремен прекин на работите. Ова е само уште една потврда за неспособноста, нестручноста и неодговорноста на претходната влада, предводена од ВМРО ДПМН и Никола Груевски. Брзајќи да ги земат провизиите за автопатите, Никола Груевски и неговите соработници нанесоа огромни штети врз интересите на граѓаните и буџетот. Коруптивното, нестручно и неодговорно владење на Груевски и ВМРО ДПМН ја закочи изградбата на автопатите, ги изневери очекувањата на граѓаните и го наруши угледот на Република Македонија. Затоа мора да има одговорност за сите оние кои, трошејќи ги народните пари преку земање на провизии и криминални тендери, екстремно се богатеа на грбот на осиромашените граѓани. Ке има одговорност и за сите пропусти на споменатите автопати, за сите земени провизии, за сите криминални тендери и за секое криминално богатење на поединци на сметка на граѓаните и државата. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, прави увид во фактичката состојба, ги санира штетите и ќе стори се за проектираните автопати да се завршат квалитетно и навремено, без при тоа да бидат загрозени интересите на граѓаните и државата. Истовремено ќе се работи на санирање, но и на изградба на нови патишта согласно предвидените проекти од програмата на владата на Република Македонија. Благодарам. Може прашање на темата околу средбите во Софија. Дали очекувате финализирање на договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија и дали може да запне работата? Се прават разговори, се прават напори од владата и на Република Македонија, меѓутоа и од владата на Република Бугарија, тие разговори да завршат успешно, но се со цел да се одблокира процесот на евроинтеграција на Република Македонија. Конкретно викендов, што може да очекуваме? Ќе видиме во наредниот период, ќе видиме, односно вие како новинари ќе бидете во контакт со владата, со пресцентарот, така што ќе ги добиете сите информации кои што ќе доаѓаат во наредниот период. Ќе инициирате ли промени во деловникот на собранието, да спречите опозицијата да прави обструкции во процесот? Очигледно е дека опозицијата ќе направи се за да коруптивното раководство, корумпираното раководство на ВМРО ДПМН избегне одговорност. Последната точка на која што се потпира раководството на ВМРО ДПМН е обвинителот и обвинителството во Република Македонија, така што тие ќе направат се да се блокира промената, разрешувањето на Марко Зврлевски и доаѓањето на нов јавен обвинител во Република Македонија. Што се однесува до новото парламентарно мнозинство, ние ќе направиме се во наредниот период да се откочи процесот во собранието на Република Македонија, бидејќи граѓаните очекуваат резултати, граѓаните гласаа за промени кои што ќе донесат подобра иднина за сите во Република Македонија, така што во наредниот период ќе ги носиме и одлуки.